Почитувани, наместо реално слободување од радиодифузна такса и користење на ефтина струја, граѓаните ќе добијат повисока нафта, која годишно ќе им одзема една просечна плата од 20.000 денари. Владата вели дека ја укинала радиодифузната такса од 190 денари месечно или 2280 денари годишно, но воведува повисока акциза на нафта со која семејствата, односно на семејствата, ќе им одземе околу 10 пати повеќе радиодифузни такси, односно од 20 до 22.000 денари годишно. Владата вели дека вовела ефтина струја од 14 до 16 часот секој работен ден, која ќе им заштеди на домаќинствата од 80 до 100 денари месечно или годишно околу 1000 денари. Но со воведувањето на повисока акциза за нафта на годишно ниво ќе им одземе 20 пати повеќе, односно најмалку 20.000 денари на секој семејство. Владата со акцизата за нафта ќе им одземе на семејствата 20 пати повеќе отколку што им заштедува со ефтината струја и 10 пати повеќе отколку што представува дека им заштедува со радиодифузната такса. Почитувани, ова е грабеж на македонските граѓани. Лицемерието е што од една страна викаат дека ја укинале таксата и наводно донеле ефтина струја во исклучително непопуларен период од 14 до 16 часот, кога повеќето од луѓето се на работа, а од друга страна им одземаат од 10 до 20 пати повеќе со еден потек на воведување повисока акциза на нафтата. Дополнително на ова, кога се додаде дека планираат зголемување и на персоналниот данок, тоа значи дефинитивно дека цехот за нивната неспособност ќе го платат граѓаните. Ви благодарам.